денеска сме тука да се заблагодариме и да одадеме признание за големата жртва, труд, енергија, ризик кој што го превзедоа и припадниците на армијата, но се разбира и припадниците на другите институции кои се овде со нас присутни, Дирекцијата за заштита и спасување, еден дел од доброволците, луѓето од општина Куманово и од јавните предпријатија, кои покажуваат дека само заедно можеме да се справиме со ова навистина сериозно загрозување и на животот на нашите граѓани, меѓутоа и на нивното здравје, како и на ова навистина убава природа која што е околу нас и која што за жал го плати данокот на ова огнена стихија. Во изминатата вечер навистина бројката на луѓе кои што се отповикаа на сите апели беше огромна. Со одлуката на врховниот командант повеќе од 1000 припадници на армијата се во подготвеност да се вклучат таму каде што треба и како што беше спомнато веќе сме присутни на околу 13 локации. Целта ќе биде да ги помогнеме и напорите од воздух, но да помогнеме многу сериозно и на терен каде што практично се води главната битка. Навистина ми е драго што во раните утрински часови некои од моите колеги многу брзо реагира позитивно и после оние првични најави за помош кои што дојдоа од Србија и Бугарија, сега веќе имаме ист одговор и од страна на Словенија, меѓутоа очекуваме реакција и одговор и од страна на некои други земји во нашето соседство, што покажува дека како соседи, како регион, можеме да си помогнеме во вакви ситуации само ако заедно реагираме. И ова покажува исто така голема солидарност и од страна на нашите соседи и од страна на нашите сојузници. Ова е зло и оваа огнена стихија за жал го обедини целиот Балкан па и поширокиот регион. Ги гледаме жртвите и страдањата и во Турција, и во Грција, и во Албанија, сега веќе и кај нас дома. И дефинитивно ова е и дополнителна обврска да направиме се да спречуваме. Затоа владата најави дека ќе забрани во овој период на неколку дена движење во овие предели, меѓутоа исто така и да ги подобриме нашите системи за заштита и спасување. Армијата и овој пат покажа дека не си ја бира задачата, туку буквално таму каде што е најтешко, таму каде што е најкомплицирано, таму каде што навистина ризикот е голем, се вклучува и помага. И јас сакам на сите нив да им честитам за големиот ангажман, меѓутоа и за одлучноста да влезат во решавање на проблемот. Се наоѓаме на 500 метри од подножието на Кокино, обсерваторијата, овдека се, како што може да бележите, припадниците од армијата кои се синоќа по добиената тревога издадена од Врховниот командант на вооружените сили, координација со Министерството за одбрана, се појавивме во раните утрински часови и одма се беа ангажирани во справување со огн. До сега имат учествувано во 3 локации, сега се повлечени поради најавените ризици и действувањето на воздухопловот кој подоцна командантот на воздухопловниот винг ќе ви извести за динамиката на одвивањето на активности. Во овие горештини армијата на Република Северна Македонија распоредени сме на 13 локации од каде успешно се справуваме заедно со силите од Дирекција за заштита и спасување, Центар за управување со кризи и во соработка со ПП бригадите од местните локални населенија, исто така и доброволците кои се од здруженијата се имат појавено, помагат да со цел успешно да се справуваме со пожарите кои ни ја зафатија цела територија. До сега имаме успешно изгаснато во одредени локации, меѓутоа и поради високите температури не се исклучува можноста да и понатаму борбата трае за гасењето на пожар. Во моментот воздухопловната компонента на армијата на Република Северна Македонија е ангажирање во гасењето на пожари на 2 локации. Во утринските часови се реализираше гасење на пожар во районот на Кочани и во овој момент очекуваме ангажирање на хеликоптерските единици за гашење на пожарот во районот на Кокино. Во текот на денешниот ден ќе пратиме состојбата и во однос на тоа така и ќе донесуваме одлуки во системот на реализација на справување со ова неполога. Се наоѓаме во зоната на одговорност на првиот батальон. По добивањето на сигналот, веќе сили од првиот батальон
30 припадници кои гравитираат на ова подрачје се упатија, стапија во контакт со противпожарната бригада и започнаа со гасење на огнот. Веќе во утринските часови се направи замена на персонал, нови, свежи 60 припадника беа моментално се наоѓаат во атарот, односно во районот на Кокино, каде што првенствено се грижиме за заштита на населените места, моментално во правец северо-исток, од населеното место, односно селото Банашко, имаме распределено 30 на припадници кои се грижат огнот да не се прошири према куќите. Можеме да констатираме, заедно сега се вративме од извидување со командатот на возопловност ДИН, дека состојбата е стабилна, има на неколку места се уште чади, тука сме да понатаму наблюдуваме и доколку дојде до повторно разгорување да благовремено реагираме.